Историја на жените во Македонија кон крајот на 19-тиот и во првата половина на 20-тиот век. Промовирана публикацијата која се обидува да го надополни историскиот недостаток на женската историја во нашата историја. Прикажана во учебниците да се поттикне критичкиот однос кон младите за женскиот активизам. Петар Тодоров, Јана Трајковска, Дарко Лейтнер Стојанов и Јана Коцевска. Авторскиот тим кој посочи дека читанката е намената за ученици, наставници, истражувачи и пошироката јавност. Тие го истражувале придонесот на жените во општествените, политичките и културните процеси во Македонија. Материјалите се базираат на историски извори, сведоштва и фотографии кои ја осветлуваат женската перспектива. Потреба да создадеме еден материјал со кој би се обиделе ние да одговориме да одговориме на сегашните општествени текови, потреби и со тоа ние би сакале да придонесеме за создавање на едно, да кажеме, пофер, порамноправно и посензибилизирано општество. Читанката го опфаќа периодот на војни на ова потнебја. Голем дел од жените во војните се активираат како хуманитарки, активистки. Настапува политичко будење, жени кои оперираат со идеи, се приклучуваат во образовен систем. Ваквите настани всушност во принцип се периоди на криза, воени периоди. И тогаш всушност се гледа потребата да жената влезе во јавниот живот. И тогаш се менуваат динамиките во однос на тоа што сакаме, најчесто го наричаме родовите улоги во општествата. Така што жените навистина влегуваат во разни аспекти од општественото дејствување. Историјата ја пишуваат и обичните луѓе, односно обичните жени кои биле перачки, работнички, учителки, докторки и слично. Жената може да дејствува и во фабриките како работничка и надвор во јавниот простор како жена која се грижи за физичкото и менталното здравје. А со оваа читанка кај ученичките може да се даде нова полена идентификација. Од една страна сакав да ги прикажам работничките како носители на трудот во тоа време, особено во периодот на создавањето на Југославија и на југословенската држава. Од друга страна па сакав да ги прикажем жените како спортистки кои што излегуваат од рамките на конвенционално, традиционално живење во домот и успеваат да се профилираат на јавната сцена. Промоцијата на публикацијата е историја на жените во Македонија кон крајот на 19-тиот и во првата половина на 20-тиот век. Е во организација на Хера и Тинтинг.